Така, добро утро од Струмица. Како што и кажавте во најавата, Црвениот крст и покрај состојбата во која што се наоѓаме, сепак изнаоѓа начин да помогне на социјално ранливите категории покрај сите оние обврски ангажмани кои што ги има како организација. 465 семејства од ранлива категорија добија пакети со храна и хигиенски средства. Црвениот крст заедно со волонтерите успешно ги поделија, а утрово со мене е Танкица Стојанова од Црвениот крст. Танкица, добре дојде во утринската. Кажи ни што се случува, чиј е проектот и како успеавте за толку краток период 465 семејства да ги посетите и еве да им ги однесете пакетите. Добро утро. Прво, значи вака, проектот и пакетите беа обезбедени од страна на USAID. Проектот трае 3 месеци, од април месец се до крајот на 17 август. Беа обезбедени вкупно 7200 пакети на ниво на целата држава. Кај нас еве, како што рековте претходно, се опфатени 465 семејства. Благодарение на волонтерите на Црвениот крст, исто така и големата поддршка која што ја имавме од општините Струмица, Василево, Ново село и Босилово, успеавме да ги разделиме сите тие пакети. Проектот вклучува исто така и психосоцијална поддршка на населението, како рековте и претходно, пакети за храна и хигиена и помош за волонтерите за нивно развитие. Друго нешто што, како што рековте и претходно, за волонтерите, сакам да им се заблагодарам пред се, бидејќи во овие жешки денови тие несебично ја дадоа својата доброволност и помогнаа на Црвениот крст да ги разделат тие пакети. Така да нема забуни, сепак институциите кои што работат со ранливите категории ви ги дадоа и списоците. Да. И така и на тој начин ги распределивте пакети. Да, Центарот за социјална работа, како и Министерството за социјална работа и политика и труд, тие ни ги дадоа списоците и на тој начин беа разделени истите пакети. Така. Еве ги спомнуваме волонтерите. И покрај овој проект волонтерите работат секако на безбедност и заштита од COVID-19, како овој пат се водеше грижа за здравјето пред се на себе си на волонтерите, но и за здравјето на граѓаните кои што ги посетија. Значи, целото тоа делење на пакетите беше согласно со препораките за COVID-19, значи задолжителна дезинфекција, задолжително носење на маски, како од страна на волонтерите, така исто така и со примачите на пакетите. Како што рековте и вие, важно е прво ние сами лично да се заштитиме, а потоа се друго да се одвива како што треба. Така. Продолжувате и понатаму да работите, продолжувате и понатаму да пружите помош и поддршка не само на ранливите категории. Во изминатиот период бевме сведоци на крводарителски акции и се надевам дека и во иднина ќе имаме. Да, така апсолутно не застануваме тука, никогаш не сме застанали, нема ни сега. Продолжуваме, еве во моментот ни престојат други крводарителски акции, ќе доаѓаат уште донации каде што ќе бидат офатени други семејства кои што досега не се зеле никаква помош. Исто така сега во моментот сме вклучени и во Струмица Open Festival, каде што денеска ќе има искачување до царевите кули. Волонтерите ќе укажуваат прва помош ако биде тоа потребно, исто така ќе бидат задолжени за држање дистанца, за прередување, давање на дезинфекциони средства, маски, сето тоа за да може да се помогне на граѓаните. Така, и начелно, иако е надвор од темата, што е со персоналните асистенти, почнувате повторно со работа? Да, почнуваме повторно со работа и има обуки кои што веќе се спроведуваат и се надеваме дека во најскоро време се ќе продолжи да се тече во најдобар ред.